Го следите најновото издание на регионалните вести. Вработените во основните училишта во општина Гостивар се уште немаат земено плата за февруари. Доцнењето е поради административни процедури, тврдат од општината. Доцне исплатата на февруарските плати за вработените во основните училишта на подрачјето на општина Гостивар. Иако остануваат уште неколку дена до крајот на месецот, наставниците немаат земено плата за претходниот. Од локалната самоуправа тврдат дека тие ги завршиле своите обврски околу платите. Доцнењето го правдаат со административните процедури, со оглед на тоа што општината пред една недела донесе буџет за годинава, а досега беше на мерка времено финансирање. Буџетот беше пуштен во Министерството за финансии на читање, од каде денес добивме одговор дека е одобрен, значи се работи само за технички аспекти. Парите се обезбедени и би требало платите до петок да бидат исплатени, рекоа од општината. Од регионалниот синдикат за образование потврдија дека ја добиле истата информација, нагласија дека ја следат состојбата и доколку до петок наставниците не ги земат платите, ќе се координираат за натамошни чекори. Вработените во средните училишта добиле плати за февруари навреме, затоа што нивните суми не биле офатени со одредени процедури. Проблем со платите во образование во општина Гостивар имаше и претходно. Октомвриската доцнеше поради одлука за ребаланс на ланскиот буџет, што пак беше причина за политички препукувања меѓу локалната власт и партиите од мнозинството во Советот. Декемвриската плата не беше исплатена навреме поради воведување на мерката времено финансирање на општината. На територија на општина Гостивар има 11 централни и 20 подрачни основни училишта. Во рамки на акцијата Твој град, твоја јавна површина, градскиот плоштад ќе биде целосно расчистен од детските коли кои го узурпираа јавниот простор, најавуваат од општина Тетово. Локацијата ќе биде преместена на спортскиот центар во непосредна близина на тениските игралишта. Градскиот плоштад конечно ќе биде ослободен од детските колички кои со години го узурпираа јавниот простор. Детските возила ќе бидат преместени на нова локација, согласно сите законски процедури на спортскиот центар, во непосредна близина на тениските игралишта, каде е поставена спортската опрема донирана пред 2 години од компанијата Кока-кола. Во рамките на севкупната акција за ослободување на јавните површини, тротоари и пешачки патеки и зелени површини, општина Тетово ќе пристапи кон отстранување на детските колички од градскиот плоштад во Тетово, а истите со јавниот повик кој е отворен ова година ќе добијат дозвола за користење на јавен простор за поставување на детски играчки коли во дел од спортскиот центар во Тетово. Во план е и да се уреди просторот околу локацијата наменета за детските возила, која со години е запуштена и обрасната со трева и трње. А втора фаза ќе биде секторот надлежен да инвестира со поставување на урбана опрема во тој дел на градот. Детските коли неколку години го узурпираа градскиот плоштад, кој е меѓу ретките слободни јавни површини во градот, каде тетовци може да се прошетаат и релаксираат. Советот на општина Брвеница на денес одржаната седница ја усвои завршната сметка за 2017 година на општинскиот буџет. Советниците гласа и за нивната согласност за регионална депонија, а го усвоија и годишниот план за вработување за 2019 година. Денеска општинскиот совет на општина Брвеница ќе одржи редовната седница, 6-та по ред, на кој дневен ред има 12 работни точки, од кои советниците на првата точка е усвојување на записникот од претходната, значи 5-та седница. Втората е разгледување на извештајот за материјално и финансиското работење на општината Брвеница од 1.1.2017 до 31.12.2017 година. Овде се прикажани според материјалот што го ние разгледавме, отворени долгови према фирми кои во текот на годината извршувале капитални инвестиции, како патишта, тротоари, фекални канализации. Значи е отворен долгот, а на самата седница ќе видиме колку општината е отворена према нив, дали е дел платено и колку треба да се плати. Така да на крајот ќе се констатира мислење и советниците ќе го искористат своето право да дали да ја гласат или нема да ја гласат ова точка.
После доаѓа исто извештајот за финансиското и материјално работење на Општинското јавно комунално предпријатие од Брвеница, исто од 1.1.2017 до 31.12.2017 година. Исто тука ќе се види како Општинското јавно комунално предпријатие работело во текот на годината. Барање од Православната црква Свети Атанасије село Брвеница околу доделување на земјиште кој припаѓа на Република Македонија за потребите на црквата, односно за гробни места. И тука сигурно советниците ќе дадат свое мислење и гледиште и ќе гласат по нивно обидување. 40 установки и средношколки учествуваа на хуманитарна модна ревија која се одржа синоќа во Гостивар. Настанот беше организиран во рамки на програмата за промоција на хумани вредности на Црвениот крст. Младите волонтери на Општинската организација на Гостиварскиот Црвен крст ги споија хуманоста, модата и рециклирањето во едно – хуманитарна модна ревија, која се одржа синоќа во спортската сала на гимназијата. На ревијата продефилираа 40 основки и средношколки, во рачно изработена облека и модни детали, направени со рециклирани материјали, хартија, пластични капачиња, CD-а и слично. Секој училиште имаше посебна тема на своите модели – бела боја, рок-н-рол, боите на виножитото, 60-тите години. Настанот се организираше во рамки на програмата за промоција на хумани вредности на Црвениот крст. Главна цел на ова програма е да им менјаваме на младите луѓе дневната рутина и да ги привлекуваме колку што може да волонтираат во Црвениот крст. Во модната ревија учествуваа средните училишта, гимназија, економско, медицина и коледжот Јахја Кемал, како и основните Гоце Делчев, Единство и Мустафа Кемал Ататурк. Парите собрани од влезниците ќе бидат наменети за помош на социјално загрозено семејство од Вруток. Заврши првиот дел од превентивно-едукативниот проект Почитувај ја различноста, чиј носител е Одсекот за превенција при СВР Тетово. 80 на гостиварски 9 оделенци учествуваа на 3 тркалезни маси, а викендов проектот ќе се реализира меѓу тетовските ученици. Заврши првиот дел од превентивно-едукативниот проект Почитувај ја различноста, кој започна на почетокот на овој месец, а чиј носител е Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, во соработка со УПС и Гостиварската и Тетовската локална самоуправа. Во 3 основни училишта во Гостивар, Гоце Делчев, Башкими и Мустафа Кемал Ататурк веќе се одржаа тркалезни маси, на кои учествуваа 80 на 9 оделенци и на кои интерактивно се презентираше и дебатираше на најразлични теми: насилство и причини за насилство врз учениците, хоби и насилство, предрасуди, стереотипи и како да се надминат од младите. Овој викенд пак на 31 март во сабота ќе стартува вториот дел од проектот со кој ќе бидат опфатени 3 тетовски основни училишта: Истикбал, Гоце Делчев и Лирија. Тркалезната маса во училиштето Истикбал закажана е за во сабота со почеток во 11 часот,
Основна цел на проектот е подобрување на безбедноста во училиштата, намалување на бројот на кривичните дела и нарушување на јавниот ред и мир со елементи на насилство во кои учесници се ученици. Негова цел исто така е различноста да се доживува како предност во училиштата, а не како извор на недоразбирање, инциденти и други несакани појави меѓу учениците од различна етничка, верска и друга припадност. Нападнат 27-годишникот Мала Речица, пријава за семејно насилство во Гостивар и касната од кучиња скитници жителка на село Скудриње. Следуваат настаните кои ги бележи полицискиот билтен на Савара Тетова. 27-годишниот БГ од Тетовска Мала Речица ноќеска околу 2 часот и 20 минути пријавил дека 6 лица од кои неколкумина ги познавал вечерта околу 20 часот и 30 минути му нанеле тешка телесна повреда. Во непосредна близина на неговиот маркет на улица Илинденска во Тетово, најпрво слушнал глас на врева, а потоа ги забележал 6 лица како уживаат наркотични дроги и откако од нив побарал да го напуштат местото, тие физички го нападнале и му нанеле повреди на лицето, искршеница на носот и на брзина се оддалечиле. Полицискиот билтен информира и за семејно насилство во Гостивар, која го пријавила 66-годишната гостиварка СГ, а како сторител го посочила незиниот 44-годишен син ДГ. Имено дента околу 13 часот тој побарал 500 денари, а кога не му го дала бараниот износ, со тупаници почнал да ја удира по телото, како и со кабел и рачка по грбот. Пријавениот ДГ, лишен од слобода, е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на сите поединости поврзани со случајот, информира Савара Тетова. Немил настани во Скудриње. 43-годишната ШБ од долнореканското село Скудриње вчера пријавила дека претходниот ден околу 14 часот во местноста Фаричовци во близина на селското училиште била нападната и касната од 2 кучиња, кои нанеле повреди на 2 нозе. Случаен минувач ги избркал кучињата, а ШБ се обратила за медицинска помош кај нејзиниот матичен лекар. Синоќа по полноќ 5 мина обвинети за собраниските настани на 27 април лани повторно се уапсени и однесени во истражниот затвор Скопје. Од МВР велат дека постапиле по решението од Скопскиот кривичен суд. На приведените им е одреден 30-дневен притвор. Имаат право на жалба до апелација. Кривичниот суд го одбил барањето на обвинителството за определување мерка притвор на пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски и тие остануваат во домашен притвор. На пратениците Љупчо Димовски и Јохан Тарчуловски на уште 2 лица им се продолжени мерките за предпазливост. Во предлог на Министерството за труд и социјална политика заедно со Министерството за здравство, владата го усвои предлогот со кој се ослободуваат од партиципација при користење здравствени услуги лицата до 18 годишна возраст, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош. На вчерашната владина седница се разгледа и усвои предлог за започнување на проектот за изградба на комплекс Универзитетски клинички центар во општина Карпош. Владата го задолжи Министерството за транспорт и врски и соодветните институции, како и општината, да извршат измени во урбанистичките и катастарските и други планско-урбанистички проектни документи за 2018 година. Со ова очекуваме да се зголеми достапноста на здравствените услуги и сериозно да се поштеди оваа вулнерабилна група од дополнителни финансиски трошоци при остварувањето на правото за здравствена заштита. Во суштина, ослободувањето од партиципација за здравствени услуги кои што се во болничкото лекување и специјалистичко консултативна дејност се значителна и дополнителна подршка за семејствата кои што примаат социјална парична помош. Македонската државјанка Адеја Шабани, која исчезна пред повеќе од 1 месец во Лос Анџелес, каде што студирала глума, е пронајдена мртва. Телото на младата девојка е најдена во плитко ископан гроб во Јужна Калифорнија. Властите го идентификувале пронајденото тело и потврдиле дека тоа со сигурност е 25-годишната Адеја. Полицијата во Лос Анџелес досега не ја потврди информацијата, но најави и детали во текот на денот. Телото е пронајдено минатиот четврток од страна на полицијата
но идентификувано е дури денес. Адија исчезнала на 23 февруари од пред својот дом во Лос Анџелес. Истрагата не дала никакви резултати до минатиот викенд, кога Крис Споц, 33 годишен актер, со кога Адеја била во романтична врска, бегајќи од полицијата, се самоубил пукајќи си во главата. Крис бегал со украдено возило, а набрзо потоа беше откриено дека тој бил еден од главните осомничени во истрагата за исчезнатата Адеја. НАТО одлучи денеска да протера 7 руски дипломати од мисијата на Русија во Алијансата, изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. На тројца руски дипломати кои чекале одобрение и акредитации нема да им бидат издадени. Бројноста на мисијата на Русија во НАТО се намалува за 10 луѓе, од 30 на 20. Русија го потцени единството на сојузниците. Москва не веруваше во решителноста да преземеме економски санкции, изјави Столтенберг. Упатуваме јасна порака за Русија дека нивното однесување има цена. Со тие мерки руските можности за шпионажа ќе бидат ограничени, додаде тој. Генералниот секретар појасни дека и со намален состав на руската мисија ќе и остане возможна работата за подготовка на следното заседание на Советот НАТО-Русија. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху е префрлен во болница поради медицински испитувања, соопштил неговиот портпарол. Личниот доктор на Нетањаху претпоставува дека тој не заздравил целосно од болеста пред 2 недели и затоа одлучил да го премести во болница каде што ќе му бидат извршени испитувања, рекол портпаролот. Нетањаху заедно со неговата сопруга Сара пред неколку дена беа приведени во полиција на распит поради наводна вмешаност во корупцијски скандал поврзан со телекомуникацијски гигант во земјата. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун од 25 до 28 март престојуваше во Кина, каде имаше средба со својот кинески колега Си Џинпинг, потврдија Сеул и Пекинг. Престојот во Кина е прва посета на Рим од преземањето на функцијата во 2011 година. Официјален Сеул потврди дека раководството на Јужна Кореја било информирано за средбата. Ким потврдил дека е подготвен да се сретне и со американскиот претседател Доналд Трамп, откако неколку месеци беа разменувани закани меѓу Пјонγκјанг и Вашингтон поради севернокорејската нуклеарна програма. Ким соопштил дека е подготвен да се откаже од нуклеарната програма, но со неколку услови. Илјадници бразилски полицајци и војници влегуваат во комплексот на озогласените фавели во Рио де Жанеиро. Станува збор за сиромашните населби на редовите околу бразилскиот град, кои најчесто се под контрола на локалните банди и наркодилери. Како што пренесуваат светските медиуми, во прашање една од најголемите операции откако армијата ја презеде контролата врз безбедносната ситуација во Рио. Инаку градот е погоден од бран насилства поради борбата за превласт меѓу бандите кои се занимаваат со трговија на дрога и се борат да освојат што е можно поголема територија. Поради тоа армијата ја презеде безбедносната контрола минатиот месец. Покрај бандите се води борба и меѓу полицијата и вооружени групи на незини актуелни и поранешни членови, кои исто така сакаат да наметнат свое влијание. Овие конфликти резултираат со чести вооружени пресметки на периферијата од градот, но и во богатите области. Во Русија денеска е ден на жалост за жртвите од пожарот во трговскиот центар во сибирскиот град Кемерово. Во исто време се одржува и погребот на некои од загинатите лица. Заменик министерот за вонредни состојби Владен Аксионов изјави дека нема пријави за исчезнати лица, што значи дека финалната бројка на жртви е 64, од кои повеќето се деца. Според руските власти, 76 лица биле повредени во пожарот, од кои 25 биле хоспитализирани. Денес имавме сончево време со мала облачност и послаб ветер од северен правец. Минималните температури се движеа од -2 до 5, а максималните од 10 до 17 степени Целзиусови. Во четврток ќе имаме претежно сончево време. Минималните температури ќе се движат од 0 до 3, а максималните од 9 до 15 степени Целзиусови.
Благодарам што бевте дел од денешното издание на регионалните вести. Пријатно.